Добар ден, добре дојдовте. Претплатникот не е достапен. Можете ли да замислите како изгледа овој луксус или оваа слобода? Кога дигиталниот свет станува замка? Европа и светот се зафатени со тренд така наречен дигитален детокс. Се формираат се повеќе клубови во големите градови ширум светот, во кои луѓето се учат како да се живее офлайн. Ние во денешната емисија ќе зборуваме за животот без екрани, за повеќе мир и за подобар фокус. Да си кажеме денеска со еден млад предприемач кој повеќе години живее без при тоа да користи мобилен телефон и со психолог кој ќе ни каже дека тоа е можно и дека зависноста од мобилни телефони е еднаква на сите други зависности. Им велам добре дојде на Петар Ниновски, основач на Brainster, и Благица Ванич, психолог и психотерапевт. Добар ден. Добар ден. Петар, како ја донесовте одлуката? Како ви падна прво на идеја во овој свет на поврзаност, во оваа дигитална ера во која живееме, да го тргнете настрана мобилниот телефон и да живеете на некој начин офлайн? Да, разбирам. Прво фала на поканата, не се сеќавам точно кога беше, меѓутоа пред 6-7-8 години. Зафатен на работа, зафатен дома, не останува време за ништо и открив за една апликација во телефонот кој ти кажува колку време користиш, нели, колку време го користиш телефонот и за што го користиш телефонот. Испадна дека по неколку сати, тоа беше 5-6 сати во текот на неделата, мене ми е толку скоро еден работен ден, кога решив буквално во еден ден дека веќе телефонот не ми треба, ми требаше една недела да се организирам на работа да можам да функционирам без телефон и од тогаш навака не користам телефон. Значи, како резултат на некоја спонтана реакција направивте свесен избор, иако при тоа водите едукативно-технолошка компанија, значи компанија која се базира повторно на новото време. Да. И јас наоѓав изговори првите недели дека ми треба телефон, ама реалноста дека навистина не ми треба телефон и ми се слободува толку време во текот на денот за можеме да се фокусирам на активности кои додаваат вредност на клиентите, на моите вработени, така да за мене телефонот беше не само лесен избор, туку нешто што ми ослободи многу време во текот на. И 6 до 7 години не носите телефон? Не носам телефон, не користам телефон. Секоја чест. Благица, вие како психолог и психотерапевт, како гледате на овој тренд? Дали е Петар исклучок или почнува овој тренд да го следат и други луѓе? Како што кажавте, е свесен избор и колку што е употребата на телефонот избор да биде во одреден период од денот, толку е избор и да не употребувам телефон. Во тој контекст би рекла дека секој одредува што е она што му е потребно во животот, како ќе го користи своето време и нели што е она што можеби ќе се обиде да го прикрие, покрие или избегне со тоа што ќе направи одреден избор. Значи, од една страна, употребата на телефоните може да ние сега зборуваме како нешто кое што ни го троши времето, кое што можеби не ни е корисно во одредени моменти, посебно на скролање, што го викаме, или кога без никаква цел се поминува одреден број на сати во текот на денот. Прашањето е тука. Да. Што се случува од психолошки аспект со мозокот? Зошто на се поголем број луѓе, на маса луѓе и при тоа и на млади, и на младата генерација, им е неопходно тоа скролање? Барам или мален напор на мозокот или каква е таа зависност да се биде постојано поврзан? Или ако го свртам прашањето од другата страна, зошто чувствуваме празнина ако само 10 минути некој ни го одземе телефонот или ни се испразни батеријата? Така, значи, доколку е свесен избор, ќе ни биде јасно што правиме, меѓутоа се случува да е одбрамен механизам или да е начин да избегнеме нашата реалност или можеби како се чувствуваме во моментот или што е она што во текот на денот не си го даваме на себе си или колку имаме одговорност за својот живот. Значи, може да бидат многу различни теми кои што се под тоа колку време поминувам на телефон и доколку е несвесен избор, значи доколку одбранбените механизми се во 100% несвесни. Значи, не сме ние свесни дека јас посегнувам по телефонот за да можеби одбегнам или задоволам некоја своја потреба. Ки си дозволам да бидам индискретен. Вие лично користите ли мобилен телефон? Да.
Да. Ви се случува да скролате така безцелно? Ми се случува, меѓутоа ми се случува и да се потсетам што правам сега. Да, сте се обиделе да ја освестите таа потреба и тие 5 минути додека скролате, на што се должат, што заменувате со тоа? Апсолутно да. И каков е одговорот? До што сте дошли? Понекогаш е да одбегнам можеби некој тежок дел од мојот ден или некои чувства со кои што не сакам да се соочам. Да ги одложите за подоцна? Да ги одложам за подоцна или воопшто да не се сретнам со нив, затоа што понекогаш луѓето кои што доаѓаат на терапија кажуваат дека им е многу поедноставно да ги изигнорираат чувствата отколку да зборуваат, вербализираат или да се справат со сите тие искуства. Така да е многу поедноставно да се исклучам, дефлектирам, еве ако веќе го зборуваме како стручен термин, значи да не бидам свесен што чувствувам или што ми е потребно. Но тоа потоа не се враќа во некој момент? Значи тоа не прекинува, меѓутоа во моментот е некоја форма на патерица, како што рековте, како и сите други зависности, може да се потпирам на телефонот, некој се потпира на алкохол, некој се потпира на многу работа, значи многу часовна работа. Некој се потпира на разни опијати, некој на лекарства. Бегаме од реалноста, бегаме од себе на некој начин? Значи бегаме од она што ми е потребно во моментот и како се чувствувам. Тоа е една од функциите, може да биде една од функциите заради кои јас се насочувам на нешто што ми е во моментот по-безбедна варијанта, каде што кажуваат луѓето јас го исклучувам мозокот, не се прашувам кој сум, не се прашувам што сакам, што ми е потребно, времето поминува, нели? И на некој начин таму наоѓам можеби некаква сатисфакција во смисла на тоа дека ќе се сретнам со информации или со слики или со некаква визуализација која што е мојот идеален живот што во моментот не го живеам. Ако се обидам да го преведам, значи мобилниот телефон не може да биде нашиот психотерапевт или психолог, не може да го излечи тоа чувство кое имаме потреба да биде, туку само може да го анестезира на некој начин. Привремено да го ублажи. Привремено го ублажува и навидум ја задоволува потребата, нели? За да се представам можеби на одреден начин, па луѓето да ми се еве сега за социјалните мрежи ако зборуваме да ми се восхитуваат, па да лајкаат, па да ми се јаваат, па да ме прашаат како сум, нешто што го немам можеби во реалниот живот, или да си долеам масло на огнот во смисла на тоа да ако се чувствувам депресивно, анксиозно, нереализирано, имам незавршени работи, уште повеќе да копам по содржини, нели, или да се повлекувам со тоа што ќе гледам како другите живеат, па колку им е убаво, па колку јас сум, нели, можеби несреќен во моите избори. Значи може да има многу различни функции за различни индивидуи. Меѓутоа ова е кога станува збор за возрастни луѓе. Да. При тоа гледаме чести се ситуациите и сликите каде што дури мали деца, да не речам бебиња, од најмала возраст се со мобилните раци и несвесно јадат при тоа. Тие не бегаат од ништо веројатно, туку има некој друг вид на привлечност, тој екран на смарт на паметните телефони, кој ги привлекува децата, им го привлекува вниманието. Ајде ги подоцна из ова ќе ни објасните. Петар, како изгледа во свет на дигитална ера, во свет кога сите се онлайн на некој начин, еден ваш работен ден без телефон? Еве, утро, денеска се разбудивте, станавте, како искомунициравте до патот до Телма со колегите, дадовте насоки на вашите соработници, комуницирате ли со семејството при тоа? Да, ги слушате ли вашите деца во текот на денот? Апсолутно да. Значи вака, ако нели од кога станувам доста рано и тоа ми е природно, првите неколку сати сум целосно дисконектиран, ги посветувам на работа додека децата спијат, додека сопругата спие. Стануваме, се пакуваме, ги носиме на градинка. Денешниот ден да ти го опишам, немав потреба да се слушнам со вас, бидејќи ми беше во календар веќе ставено, договорено тоа од пред неколку дена од кога се договоривме, така да немав потреба воопшто од кога се пишевме, така немав никаква потреба да кренам телефон да прашам дали уште стои договорот, бидејќи стои договорот. Уште не само да речеме една интересен факт кој претпоставувам вие не можете да го почувствувате, не само што ми заштедува време, меѓутоа оној момент сте искочиле негде на состанок и се
каснам 15 минути, мене не може да ми се случи, не може никој да ми задосни 15 минути, зашто нема како да ми информира дека ме досни 15 минути, затоа јас сум секогаш на време и луѓето околу мене не мора да бидат се случува вам проблем во секогаш сообраќај некогаш и ако доцните како се возам извинувате? мотор, тоа е малце да речеме, некако успевам да избегнам гужвата поради тоа, меѓутоа и да нели мислам дека не е оправдување, знаеме дека е гужва во Скопје, така да ќе се тргнеме малце понапред за да стигнеме таму кај што треба да стигнеме на време. Така да со ова ми е заштитен механизам и да не им дозволам на луѓето да ми задоцнат дека нема шанса да ми информираат дека доцнат и они ќе се тргнат на време и никогаш не ми доцнат луѓе. Меѓутоа на работа како ми е организирано, си имам асистент, мојата сопруга, заедно работим исто и со мојата сопруга, така да со помош на имейл, она инстант комуникација, мислам дека и не е ни здрава во комуникација, подобра е комуникација, предходно добро обработена, наместо да се слушаме на секој. Но живееме во брз свет во кој некогаш е необходно да се донесуваат брзи одлуки. Нема таква одлука, нема живот или смрт. Ако е живот или смрт, ќе најдам човек, ќе те сретнам на улица, ќе побарам телефон и ќе го свртам телефонот. Немам ништо против телефон. Не тргувате на берза да мора да кажете. Не, и тоа не е оправдано да имаме цело време, реално. И да се тргува на берза може без телефон. Може без телефон нели не може секој си има професии кои нели телефонот им е алатка апсолутно. Ја не викам дека луѓето не треба да користат телефон. Ја мислам дека сум среќен дека имам шанса да не користам телефон, меѓутоа успевам целосно, имам 3 организации, 70 вработени, имам партнери, имам компании, успевам да се координирам со сите нив и никој да не ми забележи дека немам телефон. Добро, во моменти кога ќе ви падне волјата, концентрацијата, силата, кога имате потреба да избегате од реалноста или од себе, од некои мисли со кои треба да се соочите, од некои чувства, она што го зборуваше Благица пред малку. Да. Како вие тоа го надоместувате кога ние другите обичните кои користиме телефон, при тоа безцелно скроламе или бараме алтернатива во мобилниот телефон за некоја болка да ја избегнеме или привремено да ја ублажиме и анестезираме? Како тоа вие го правите? Да, сега не знам каков одговорот од гледна точка на психологија, не го разберам тој дел, меѓутоа јас сум тип на човек, претпоставувам карактер кој не остава да ги решавам проблемите на лице место, пробувам да ги решам проблемите. Немам некои мисли во моментов, на пример, немам некои нерешени проблеми, не дека немам работа што треба да завршам, меѓутоа немам нерешени проблеми од кои треба да избегнам. Претпоставувам тоа е кај мене како карактер, не сум сигурен дали може да се дефинира некако од гледна точка на психологија, меѓутоа од друга страна не ни треба да ги обвинуваме луѓето кои се зависни од телефони, не само ради тоа што нели ова е не станува тука збор за проблеми. Значи Благица не употреби термин бегаме од проблемите. На некој начин се релаксираме. Можеби да дојдеме до ситуација кога мозокот е презаситен од активности и потребно е му едноставно 5 до 10 минути безцелно да скрола по екранот за да се опушти. Како вие таа пауза ја надополнувате без мобилен телефон? Читам книга, читам доста читам. Цело време имам по неколку книги во истиот момент кои ги читам. На работа во мојот ранец, дека имам книга која носам цело време, така да го користам за тоа слободното време, меѓутоа друго ми беше муабетот. Ако гледате компанииве кои се оние големите тек компании како Мета, како другите, они илјадници луѓе работат во секторите на бихевиорална психологија, кои наоѓаат начини како ние сме 1000 против 1000, против тие 1000 луѓе кои знаат како нашиот мозок функционира, како нашиот мозок се дразни и ни фрла такви информации и трикови за да не мотивираат повеќе да трошиме време на телефон. Како што ги привлекуваат и децата, веројатно. Така да, таа борба 1 против 1000 е борба која тешко можеме да бидеме победници, да. Благица, дали зависноста од мобилен телефон е вистинска зависност, како што е никотинската зависност, допамински стимуланси, алкохол, како што спомнавте, и како тие стимуланси што ги има екраните на паметните телефони допираат и до најмладата популација? Одговорот би бил и да и не. Значи, повторно е колку е свесна одлуката, се зборуваме кај возрастните, ќе се вратиме и кај децата, и во исто време што е целта. Значи, понекогаш еве спомнавме и надвор кога зборувавме тоа да имам подсетник, календар, сите информации да ги чувам во телефонот може да биде корисна алатка,
која има своја собствена цел, да се потсетам, да знам кога што се случува, можеби да се организирам подобро и така натаму, така да таа потреба да посегнам и да проверам што следува после ова или што е она што ќе се случува во текот на утрешниот ден, јас не би ја нарекла зависност. Можеби за зависност зборуваме кога веќе функционирањето на една индивидуа е сведено само на одреден екран, нели, да се биде во контакт со одредени содржини, каде што еве се случува, повеќе ќе се насочам на тинејџерите кои што во освен телефон немаат ни една друга активност. Значи, кога нарушувањето на функционирањето е толку силно, што детето не може да стане и да прави ни една друга активност, оди на училиште, се враќа дома, да речеме, и цел ден е на телефон до другиот ден додека не треба да се појави на училиште, и во текот на училишниот ден, доколку е дозволено да се употребува телефонот, ќе го прави истото. Значи, доколку тоа не е забрането, значи постојано ќе биде насочен кон тоа да добива содржина, да се допишува. Што се случува со мозокот ако му биде насила одземен или остане без телефонот по игра на случајот? Значи тоа е како да одземаш нешто што е многу лично твое. Еве како да некој ми каже сега ќе ти ја одземам раката и нема да можеш да ја употребуваш. Мислам, емоциите се многу реални, иако комуникацијата сама по себе е виртуелна, нели, е нешто кое ние го имаме на некое ниво фантазматско. Значи не е дека има вистински контакт кога пишуваме, меѓутоа доживувањето е многу вистинско. Значи таа поврзаност дека тоа ми е алатка која што ми е во одредена функција, дали е тоа контакт, дали е комуникација, дали е да добијам некако фидбек од светот. Значи не е вистинскиот пристап да се одземе телефон. Значи не е вистинскиот пристап веднаш да се одземе ако веќе е тоа практикувано, нели, во одреден период од денот и доколку има и од животот, нели, и доколку има одредена функција. Но она што го правиме ние е истражување. Значи многу подлабоко, посуштинско истражување што стои позади тоа. Значи кога бидејќи се случува родителите да се загрижени, да ги донесат децата, да кажат ништо не учи, ништо не работи, нема спортски активности, значи само е дома, затворен во соба, нели, и постојано е на мобилен телефон. Значи во тој случај прво семејниот систем ние го разработуваме, го истражуваме, што се случува дома, има ли контакт дома, има ли некој што се грижи за тоа дете, како се грижат другите. Значи има многу подлабоки суштински теми. Што е најчесто одговор на тие деца што се многу зависни од телефонот? Најчесто е дека родителите се отсутни или физички или емотивно. Значи тие можеби се дома, но се емоционално недостапни. И ова дете е оставено само на себе, без да има прилика да избере, бидејќи децата немаат избор. Еве, ако се вратиме на помалите деца, тие деца немаат се уште механизми за себе регулација и родителите се тие кои што би требало да ги регулираат додека не научат сами. Има случаи, условно кажано, функционални семејства каде што не недостига ниту физичката, ниту емоционалната поддршка на родителите, а повторно децата се комплетно свртени кон телефонот? Можеби и семејството е функционално, меѓутоа нешто се случува во животот на детето. Значи, дали е тоа булинг на училиште, дали е врсничко насилство. Мора да има причина. Најчесто е врзано со некаков недостаток на контакт. Значи, таа дисконекција со светот, да не сакам да бидам присутен во реалниот живот, е поврзана со одредени искуства, значи кои што или се во семејниот систем, или се во пошироката заедница. Значи, што се случува на училиште, што се случува со врсниците. Сега, зависно од возраста, некогаш врсниците се поважни од семејството. И детето можеби не умее тоа да го вербализира, некогаш не знае да го каже. Помалите нели имаат прилика да го изразат и не знае дека тоа е отсуство од реалниот живот. Така да приликата, нели, кога веќе ќе го донесат на психотерапија, значи се раѓа една можност за подлабоко истражување, вклучување кај децата, кои ги вклучуваме и родителите секако. Значи работиме и со нив, што прават, како се однесуваат, кои се тие навики, како функционираат и на крај повторно доаѓаме до тоа отсуство кое што не мора да е физичко.
тука е родителот цел ден, ама цел ден е и он нели може да се случи да е исклучен или да е во некои своји искуства низ кои што поминува, депресивни искуства, анксиозни искуства, незавршени работи, каде што апсолутно не воспоставува контакт со сопственото дете. Така да потребата за контакт се заменува практично со оваа алатка, која што ако ми ја одземеш, како да си ми одзел нешто што ми е многу значајно, како е дел од себе, буквално. Добро, до тука стасавме дека телефонот може да биде користен како телефон, средство за контакт, комуникација со светот и како паметен телефон, како екран, како интернет и како се друго. Меѓутоа, во меѓувреме телефонот ни стана повеќе од само средство за комуникација. Ни стана будилник, планер на активности, календар, калкулатор. Нели, проверуваме какво ќе биде времето на него. Се, буквално се, и веројатно тука е основата на таа зависност. И кога Петар води компанија со стотици вработени, без телефон, дали колегите, соработниците, околината, другарите, пријателите ве сметаат малку за чуден на некој начин, бидејќи ете така функционирате во овој свет на овој начин, бидејќи светот познава успешни примери. Например, еве Сабајлево видов дека Ворен Бафет, например, светски познатиот предприемач, инвеститор, користи само обичен телефон, меѓутоа користи телефон. Не е сосема лишен од контакт со околината. Има таму и други примери каде што луѓето се свртуваат кон оние обични поранешни телефони на исклучување, каде што не се во прашање паметни телефони. Да. Таа е тема која не доаѓам и ја кажувам однапред, пробувам да избегнам, пробувам воопшто да не направам муавет дали имам телефон или немам телефон, меѓутоа кога станува збор за бизнис средби, нормално на крај ќе мора да кажам дека комуницираме на мејл или ќе продолжиме да комуницираме на мејл или ако има потреба да се слушаме ќе го дам бројот на мојата асистентка, па ако има потреба ќе стигнат. И како реагираат деловните партнери? До мене, па мислам дека поголемиот дел се восхитуваат на дека може така да функционира. Се запрашуваат нели дали можат и они да го направат тоа. Меѓутоа, не е некоја филозофија која има смисла да се промовира, да им кажам на луѓето дека не треба да користат телефон, едноставно за мене функционира така. Имаме систем за работа на работа каде што нема потреба директно одма да се слушнеме, комуницираме по мејл нормално. Така да, навистина, не ја гледам потребата, ја гледам, го користам телефонот на мојата сопруга за мапа, така за да стигнеме до хотелот. Така да не избегнувам телефон по секоја цена, само што немам мој телефон кој. Семејството, како ете со сопругата, имате? Како уред, они не го познаваат, они ќе го видат, претпоставувам, на маса, меѓутоа некоја играчка, некоја мече им е 100 пати поинтересна, бидејќи со тоа си играат, или пластелин, или коцки им е многу поинтересно отколку телефон, бидејќи не виделе функцијата на телефонот. Веројатно ќе се соочи до средно не би било неприфатливо да деца да користат телефон. Најверојатно и за време на додека се во средно, така да тоа е моје размислување, меѓутоа пак децата мои не се продолжение на мене, туку они ќе се одлучат, сум тука да ги советувам што треба да прават и да им дадам пример дека може без таа зависност, бидејќи сите овие работи јас се согласувам дека сакаат да избегнат секојдневие, сакаат да го избегнат на реалниот свет, меѓутоа мора да го земеме предвид и компаниите и луѓето кои работат во тие компании кои го знаат психологијата, ја разбираат психологијата на луѓето и прават работи со цел да ве мотивираат, да ве хукнат, се вика, да ве хукнат во нивниот систем и да не престанете со скролање. Претпоставам сега да го земам вашиот телефон и да земам да скролам, најверојатно ќе останам 15-20 минути. Така на тоа скролам, зашто е интересно. Ќе најдете содржина што ќе го задржи вашите. Така да треба и тоа да го земам. Како се информирате? Бидејќи ова е главен информатор денес. За што информатор? За случувањата во земјата, во светот. Па не ако ме прашаш што се случило претходната недела, не сум сигурен дека ќе ви кажам. Не сте во текст со случувањето? Не сум сигурен дека можам да ви кажам што точно се случи претходната недела, меѓутоа на работам со колеги, од време на време ќе кажат некоја тема, така да. Не ви влијае тоа врз од бизнис луѓето што ги носите? Апсолутно не. Они дневни случувања и реактивно носење одлуки базирано на дневните случувања е нешто што мислам дека е дури и негативно. Ако ова што го зборува Петар инспирира некој од луѓето што не следат сега да се обиде да живее еден ден без телефон, што би му сугерирале Владица како психолошки совет? Што прави достапноста во секој момент од една страна како предност, а што недостапноста? Дали тоа
значи поголема слобода или оттуѓеност? Дали се изолираме од општеството кога Јас ги би оставиме рекла дека мобилните секој екстрем значи може да доведе до различни ефекти и последици. Под екстрем мислам на апсолутно прифаќање на све што доаѓа, меѓутоа и апсолутно неприфаќање. Сега зборувам ако е тоа во интензитет и во Дали екстремност. примерот на Петар за вас е екстрем? Тоа Петар ќе си го одговори, не знам. Веројатно он нели ќе си дојде до самиот до одговор во контекст на како го доживува, може да биде и баланс. Можеби тоа е она што ми е потребно за да направам некој баланс. Би одела на тоа Има формула дека што го одредува балансот или индивидуална? многу е индивидуална прашањето? формулата во зависно од контекстот. Каде живееме, во какви услови живееме, сега живееме во современ свет кој што еве викаме дека сето ова го налага, во исто време постои таа нели индустрија и технологија и сето она што ни се наметнува како такво. Меѓутоа тука е колку јас како индивидуа можам да донесам одлука и да го употребам својот потенцијал да бирам. Да не одам во екстрем, дека ќе прифатам све што ќе дојде, меѓутоа и во исто време да не се исклучам од она што нели тековно се случува. Можеби учењето на децата како да џвакаат, подвакање мислам да го користат својот организам во донесување одлука што ми е корисно а што не во животот, е најдобрата лекција што ние можеме нели сега да ја дадеме. Исто и за возрастните, затоа што и возрастни нели во одреден период од животот кога ќе видат дека им се менува функционалноста, истите прашања ги поставуваат. Колку го употребувам својот организам за да носам одлуки? Дали е овај тренд за мене? Дали е овај начин на учење добар за мене? Дали е ова нешто кое што мене ме храни или ме труе? Мислам, учењето во контекст на загризувањето, употребата на својот когнитивен апарат, мислам на мозокот и на сето она што ние го поседуваме како индивидуи, е нешто кое што сега се занемарува, затоа што ние имаме обем на информации кој што е ненормален, но имаме недостаток на знаење. Значи, јас предавам и на факултет, студентите, бидејќи имаат идеја дека во секој момент ќе најдат некаква информација или референци за она што им е потребно, не се ни труда да го запомнат. Значи, употребата на својот, сите оние когнитивни процеси, својот когнитивен апарат, некако ни се намалува, со тоа и интелектуалниот капацитет, емоционалната интелигенција. Ако одиме по истражувања, ќе видите дека исто така опаѓа и тие социјални вештини, нели сето она што се провлекува понатаму, све е променето во последните 2 децении. Значи во таа смисла, она што го прави Петар, можеби да е нешто што ќе биде се почесто и помасовно во иднината. Вака, сега имањето искуства, еве ова што го практикуваат фирмите, да има некој ретрит во кој што нема да се користат телефони, јас го гледам како можеби здрав експеримент во смисла на да сме таму присутни. Но некогаш, бидејќи јас водам работилници за идни терапевти, каде што ние сме и по 15 и по 20 часа заедно, значи кога луѓето се вистински инволвирани и поканети во некоја активност во која се себе истражуваат, они не ни посегнуваат по телефон. Исто и со студентите. Значи студентите доколку не им е интересна темата или не е искуствено учењето, можеби е фокусот на искуствено учење, да ги научиме да учат искуствено, па сами да изберат со што ќе го надополнат тоа. Така да ако некој човек е вистински покане да истражува, да употреби својата креативност, својот организам во процесот, тој нема ни да посегне и без да му се каже, значи они не ги употребуваат телефоните. Исто и со мене. Тоа ми е искуството. Бидејќи една од природните карактеристики на човекот е флексибилноста, односно прилагодливоста, адаптибилноста, веројатно треба време за секоја навика да се стекне или да се замени со друга. Петар, колку време вам ви требаше за да го оставите телефонот настанен и да при тоа да немате чувство дека нешто ви недостига постојано? Не се сеќавам, мислам дека не беше некој процес кој траеше долго, не се сеќавам, ми требаше недела-две, предпоставувам да ги поставам работите на работа за да може да функционира бизнисот, ја да не користам телефон, меѓутоа не се сеќавам дека беше немавте кризи, абстиненција? Најверојатно не беше бидејќи немав кризи бидејќи веднаш ја видов користа од моето некористење на телефон. Одма го видов ефектот, неколку сати во текот на денот, неколку сати во текот на неделата, порано завршувам со работа, послободен тука, присутен, така да не сум меродавен
за предпоставам за како колешката тука за користење или некористење телефон, меѓутоа нешто дека разговаравте вие ми дојде во глава, не сум сигурен дека може од зависност 90% да се ослободите или 95% или си ослободен од зависност или не. Не можам од алкохол 90% да се ослободам. Така многу е потешко 90%, подобро 100% да го исклучам тоа. Добро, има примери на луѓе кои биле страстни пушачи па ги намалиле цигарите. Има луѓе кои многу конзумирале алкохол па го намалиле алкохолот. Не сум сигурен. Веројатно на тоа мисли Благица кога вери балансот, па да не се биде зависен на телефон цел ден, туку да се погледнат само неопходните информации. Да, апсолутно. Меѓутоа, од друга страна, ова што го кажа Благица е дека ние ги претворивме информациите, ги сметаме сега за знаење. Тоа не е така. Знаењето е малце подлабоко од информациите. За ние да можеме нешто да научиме, ќе ни треба со сати да поминеме на одредена тема, наместо со минути да скроламе на одредена тема. Така да ние почнавме да го заменуваме, особено младите луѓе да ја заменуваат информираноста со знаење. Така да тоа е нешто што треба дополнително да ги подучиме, да им кажеме дека не се истите работи. Благица, веројатно имате потреба и одржувате не само работилници, туку и директни, како ги нарекувате? Работилници. Сесии со индивидуални сесии со луѓе кои се обратиле кај вас во обид да ја намалат зависноста или да се ослободат од зависноста од мобилен телефон. Колку време е потребно? Има ли искуство за да се каже за заменување на таа навика, за откажување на таа зависност, за ослободување од таа зависност? Така, значи во психотерапија немаме ние апче кое што брзо делува, нели, за да го замениме ова што се случува, е процес. Меѓутоа има во теоријата веројатно предпоставен период на од до. Има период, да, повторно е индивидуален. Значи има луѓе кои што ќе дојдат и на 6 сеанси, на 10 сеанси и нели многу брзо ќе дојдат до одредени увиди и свесност што правам, кога го земам телефонот, што значи за мене телефонот, во која функција го употребувам, како се чувствувам кога го држам. Значи истражувајќи низ ова може многу брзо да дојдат до некакво заокружување на тој процес, но има луѓе кои што доаѓаат на терапија како што одат на фитнес. Значи, колку што водат сметка за физичкото здравје, толку водат сметка и за менталното здравје. И значи, ова не е процес што почнува и што завршува. Не е процес што почнува и завршува, и како се менуваат нивните животни циклуси и проблемите што се јавуваат во секојдневието, може и да се откажале од некоја навика, па пак да се навратат на истата. А она што го вели Петар, нема или сме зависни или не сме зависни, бидејќи не познава алкохоличар кој може да го конзумира алкохолот умерено или пие човекот или не пие. Така. Ако стана алкохоличар, во таа смисла беше нешто кажано. Не сум сигурен дека може да. Да, во таа смисла сакам да се надоврзам со прашањето дали е можно да се воспостави здрав однос со технологијата без радикални мерки, да се направи баланс на нашиот реален живот, на внатрешната потреба за мир, стабилност, за време за поминато со семејството, квалитетно при тоа зборувам, без радикални мерки, а да бидеме во здрав баланс со технологијата и со новото време. Да, јас би рекла ако се воспостави здрав однос со себе, што ни недостига во ова брзо време, во све ова што поминуваме, бидејќи промените се толку рапидни што нашиот организам не умее да ги следи. Значи, доколку ние воспоставиме здрав однос со себе, веројатно ќе имаме здрав однос со се друго околу нас. И тие избори ќе бидат во зависност од контекстот. Јас пак зборувам дека нема формула во смисла на како треба. Секој живее во својот контекст, во своето окружување, и на крај на ден јас не би го ни викала зависност. Тоа е креативна адаптација на она што ми се случува сега. Значи, врз основа на тоа... Значи, и терминот е погрешен. И за мојата перспектива и нели онај психотераписки правец што јас гешталт терапијата не ги детектира симптомите како болест или како зависност, повеќе ги да речеме ги гледаме како креативна адаптација на она што се случува помеѓу односот јас и околината. Значи, во некој момент, колку и да е нездрав од тој избор, тој е најздрав избор за една индивидуа. Така да, ако некогаш нешто се случило, не е идејата да го обвинуваме човекот како така избрал, туку идејата да го разбереме дека во тој момент од живењето, тоа било најздрава, па нека биде и телефонот, да речеме, нели, како во тој момент кога посегнал за него, да постигне или да не постигне било најздрав избор, што не значи дека по 5 години ќе биде најздрав избор.
Ако тоа било најздрав избор на 20, не значи дека ќе биде и на 40. Исто и со алкохолот, исто и со сите други зависности, така да јас не би одела на радикално се или нешто, ништо, нели? Може би одела на поголемо разбирање дека сето тоа на таа индивидуа во тој момент од живењето, постоењето, тоа било одговор на организмот кој што може да е најнездрав психијатриски. Меѓутоа за таа индивидуа бил најзначаен да преживее. Сега, ако по некој период види дека тоа не работи, не функционира, дека сака да направи некој нов избор, ова е долг процес. Значи, не би рекла дека може некој да работи на својот капацитет за себе разбирање и правење баланс во сопствениот живот, инстант решенија немаме. Може би свесноста е лекот. Одлична поента, мора да завршуваме. Петар, за крај со вас би сакал да завршам. Многу луѓе, ова што го нарекува Благица, не постои црно-бело, значи не можеме така да ги дефинираме и не би го нарекле од психотерапевски аспект зависност. Некои го нарекуваат исклучени од животот, без мобилни телефони. Со тоа што вие се исклучивте, што добивте? Што вклучивте? Кратко, како еве некој што успеавте можеби да го инспирирате дека вашиот избор е правилен. Повеќе слободно време, повеќе време за со моите деца. Од друга страна, моите деца, нели квалитетно време поминато со моите деца, не и ние и они да се скроваат. Време за со мојата сопруга, повеќе време за читање, за креативно размислување. Се чувствувам комотно добро кога сум сам со себе и кога си размислувам или кога треба да отидам од едно место до друго или кога возам па наместо да скролам, си размислувам за себе, си размислувам за животот, претпоставам повеќе време за себе и за работи што имаат некаква смисла да се прават. И само на крај, ако ме дозволиш, една работа, значи сите овие зависноста од телефон или не мора да речеме зависност е нели тешка, меѓутоа нешто што мора веднаш да прекинеме да го правиме е да им даваме на малите деца телефони од 1-2 години. Телефони да им даваме, претпоставувам, не е нешто, нема оправдување за ова. Не може никој да ме разубеди дека има некакво оправдување за ова за родители на деца до 5-6 години кога они немаат поима што е телефон да ги направат. Со тоа се согласува и Благица. Според мене, да речеме, тоа е доволно да го прекинеме сега, затоа што претпоставуваме лесен тука изборот. Нема телефон за деца. Мора да завршуваме во една реченица, се согласувате со ова? Јас повторно ќе кажам дека не одам во тие екстреми, дека во зависност од контекстот, можеби е одлука на родителот, нели, нешто да направи или да не направи, но би ги потикнала да размислат како дошле до овие одлуки. Значи, повторно да работат на себесвесност, што е она што го правам и на некој начин да бараат помош и поддршка кога не можат сами. Тоа би го кажала. Благица Ванич, Петар Линовски, ви благодарам многу за вашите размисли во денешната емисија. Почитувани, тука е крајот на ова издание. Ви благодарам за вниманието. Останете на Телма и довидување утре во истиот термин.